годината кога Amphenol Technology Македонија одбележува јубилејни 10 години од отворањето на компанијата во Кочани со нанижени исклучително вредни резултати кои представуваат позитивно изненадување за сестринските компании широм светот и посебно за македонското стопанство, сама по себе се наметна потребата телевизија Кочани да ја представи на јавноста еден значаен дел од комплексниот систем од над 2800 вработени, со посебен акцент на раководниот сегмент, за да ги долови амбициозните планови. За високостручните профили, кои во основа се раздвојниот фактор на перманентниот развој и раст на компанијата, разговараме со неуморниот визионер на Amphenol, директорот Сашко Наков, за кого секој нов предизвик е привилегија која мора да се реализира за максимален и најефикасен начин, без компромиси и алтернативи. Каков профил на високостручен кадар е вклучен во креирањето и функционирањето на севкупните процеси во Amphenol? Amphenol, како и секоја друга компанија, за да функционира нормално и да се развива, потребни се сите профили, секој профили за функционирање на една компанија. Така да не би сакал да одвојам конкретно дека некои се поважни или другите се помалку важни, бидејќи тоа е еден ланец, синџир кој што мора да функционира и било која алка од синџирот ако не е добра, значи синџирот нема да биде тоа што треба. Имаме прекин. Така да можеме да збориме само за бројчено, можеби во некои бројки какви профили се најмногу застапени. Сигурно дека ние сме пред се производствена компанија, индустрија, и тука инженерскиот кадар е можеби најмногу бројчено застапен во делот на квалитет, на проект менеджмент, на квалити планинг, на производство, на процес инженеринг, така да разноврсни профили. Секако дека се, мислам дека втори најзастапени се економисти во делот на supply chain, на логистика, на реализација на испораки, на допрема на материјали, правници. Така да имаме шареноликост од профили, сите ни се потребни, сите ни се подеднакво важни. Дали тој високостручен кадар одговара на она што бара АТМ на светско ниво како глобална фирма или компанија? Значи, ние доста вложуваме во кадарот. Знаете, можеби не е тоа само проблем на Македонија, меѓутоа Македонија со нивото на развој и со нивото на образование кој го имаме наназад години, тешко дека може веднаш да се вклопат во било која компанија, во било кој процес. Секаде е потребно да се работи со луѓето, секаде е потребно да се има стрпение, треба да се има, да се вложи напор, меѓутоа нашата определба и мојата лична определба беше уште од почетокот да инвестираме во луѓето, да работиме со луѓето, и моите колеги кои што сега работат со мене започнаа како релативно млади луѓе, инженери кои што беа амбициозни, работеа напорно, меѓутоа заедно доста работевме за да се постигне некој ниво. Сметам дека долгорочно тоа е начинот на кој што треба да се размислува. Готови профили, готови кадри со искуство можете да земете од еден период кога во моментот немате, меѓутоа треба да спремате база и подлога на луѓе кои што можат да преземат со текот на времето. Тоа е еден долгорочен и да речеме одржлив систем. Другото е времено, барате решенија, меѓутоа времено за брзо време ги губите. Мислам дека луѓето кои што сега се носечка сила во Amphenol се веќе подолго време тука, работиме заедно подолго време и за мене е тоа еден одржлив систем и мислам дека иднината е на некој начин загарантирана. Така. Можат ли тука да се градат индивидуални кариери кои ќе за секој поединец, за секој стручњак ќе бидат некој врв на постигнувањето? Апсолутно. Значи, имаме ние, како што спомнав, значи,
доста добар дел од менеджментот, од моите најблиски соработници почнаа тука како инженери, дури имаме случаи кои почнаа на самиот почеток како и оператори на линија, иако со соодветно, преквалификувани и многу квалификувани со англиски и со високо образование, се жртвуваа да почнат пред 10 години како оператори, другите како инженери, најмлади од почетно скалило и денеска се оперативни менаџери на деловни единици, дел од нив ќе бидат застапени во оваа емисија, така да достигна ниво кое што е завидно и нивниот начин на работа, нивниот квалитет е сосема ист, мислам да бидам нескромен, дури и подобар од колегите кои се од Словачка или од Чешка или од било каде што имаме наши фабрики на Амфенол. Тоа можам ја да го споредам, тоа можем и да го потврдам. Амфенол Technology Македонија мислам дека е најголемата оперативна единица, производна единица, ако се бори како единица на Амфенол во Европа со околу 2100 работи. Значи тој раст го донеле тие луѓе и сигурно дека биле подобри од колегите нивни, па преземале нови проекти или реалоцирале други проекти. Така да тоа е доказ. Значи тоа не е нешто што е кажано без аргументи и јас стојам за тоа дека они се подобри. Така. Дали тие втемелени знаења, искуства се предизвик или се доволна основа за да можат веќе тие стручни луѓе да настапуваат и со иновативни идеи, решенија? Апсолутно. Значи ние се повеќе вклучуваме индиректни функции кои што се поддршка на секоја компанија, не стрикно врзани само индиректни за производство, тоа веќе го спомнав, имаме проект менеджмент, значи наши колеги и колешки се вклучени уште од самиот старт на проектите, на дизајн на процесите. Сега почнавме со еден сектор за дизајн на производите, фактички дел од развој. Имаме веќе три лица врзани за тоа и почнавме со дизајнот. Имаме quality planning, веќе од делот на набавките и на supply chain, посебно неавтомобилскиот дел каде што можеме да делуваме по независно, се повеќе добавувачи имаме од Македонија и од регионот, бидејќи во Македонија не можеме баш се да најдеме, не е толку голем потенцијал, меѓутоа од регионот и од Србија и од Бугарија и од Грција. Така да се повеќе и повеќе функции преземаме, трансфер менеджмент, continuous improvement, се што можеме постепено преземаме и мислам дека тоа е начинот на кој што ќе одиме. Целта е на крај да успееме, ако успееме да станеме што повеќе независни да функционираме, за да тоа биде одржлив систем. Ако сакате долгорочен систем кој ќе биде sustainable, одржлив, морате да бидете што повеќе независни, што повеќе иновативни и да идеите кои што ги имате посебно и за производството, односно за некои уреди, за некои направи, за некои end of line тестери. Нашата идеја е, сега преземавме обврска да произведеме сами еден. Имавме некои предходно поедноставни, сега е покомплициран, значи да дојдеме до ниво кога сами би го произведувале тие уреди и мислам дека со тоа ќе го заокружиме целокупно процесот и ќе бидеме доста перспективни и доста одржливи на долг рок. Така, може би малку по-пластично кажано, може ли да дојде до период кога компании, сестрински компании ќе доаѓаат во Кочани да купат некое искуство кое би го примениле и во, да речеме, глобално поразвиени земји отколку што е Македонија? Да, секако. Тоа и се случува, значи ние правиме размена и ние, нашата екипа, нашиот менеджмент тим имавме во јуни тимбилдинг и некоја обука и после направивме на нашата фирма во Србија, за да видиме до каде сме и до каде се они, па они беа тука, така да разменуваме искуства, гледаме каде сме. Ја можам да кажам дека и во тие фирми каде што сме биле, и во Чешка, и во Словачка, па во некои од сестринските фирми и во Германија, дури независно од кој дел на Германија, не за автомобилскиот, можеби но од другиот сектор, мислам дека нашето ниво е подобро и нашите луѓе се подобри. Е сега, тоа може би за тие кои што се од неавтомобилскиот сектор компании во Амфенол Technology Македонија, делумно е влијанието на автомобилскиот дел, бидејќи според мене автомобилската индустрија е една од
највисоко рангираните по однос на барање, по однос на стандарди, по однос на организираност и се друго, така да ние тоа го користиме како бенчмарк за другите останатите. И нивна, да речеме, нивен бенефит е што се заедно под капата на Amphenol Македонија, бидејќи ние Amphenol Македонија представаме на некој начин корпорацијата Amphenol корпорација во мало. Имаме 7, сега 8 деловна единица планираме да отвориме и тоа се веќе така диверсификација на бизнисот, на ризикот, меѓутоа и користење на искуства, на квалитети од еден и на друг дел. Во Кочани, не само во Кочани, во јавноста се вели да не Amphenol Кочани би бил на некој многу пониско скалило во делот на функционирањето на индустријата и така натаму. Колку Amphenol како субјект е значаен за вкупното кочанско и не само кочанско стопанство, вие спомнавте пред малку и на регионално и на државно ниво што значаен. Па видите, за Кочани нема што да кажам. Да, само излезете во град, ќе ги во хотелите, во рестораните, и во сите трговски субјекти ќе го видите тоа. Да. Така да апсолутно за Кочани е незамисливо, ја не би сакал. Тоа е го кажав ниво најлошо да го замисли Кочани да знам. Меѓутоа и на државно ниво, на ниво на државата, ние сме сериозен субјект. Мислам дека сме пети најголем извозник, имаме преку 150 милиона евра минатата година, оваа година планираме раст на тоа. Од аспект на извозот, од аспект на број на вработени сме околу 2800 и мислам дека само Крошу и Дрекселмајер имаат повеќе од нас. Тука сме некаде со Гентер, така да тоа се сериозни бројки, значи меѓу најголемите компании, најзначајните, и самото тоа дека нашето и влијание и респект и кај авторитетите, и кај комората, и во владата, и секаде се гледа со респект цело време на Amphenol, а посебно последните години, бидејќи како растеме ние, расте и целокупното тој однос, и мислам дека сме веќе етаблирани после 10 години како една од најголемите компании во Македонија, не само во Кочани, бидејќи спомнам, само 2 знам дека се. Фактите зборуваат за се. Да. Има ли фирма со која не соработувате во Кочани? Се шегувам малку прашањето, затоа што верувам дека сите стопански субјекти во рамките на општина Кочани се поврзани на еден или друг начин, освен оние кои се претпоставам со лон работа или малку се подалечни, инаку со друго. Верувам дека имате многу. Ние генерално се трудиме да соработуваме со повеќе, отворени сме со сите и пробаме да ги вклучиме што повеќе фирми. Не се трудиме да фаворизираме една, па да речеме биде фаворизирана. Пробаме колку тоа може да биде диверсифицирано и во тој дел. Тоа може да го видите и со нашите добувачи за храна. Ние имаме, сега мислам, 4-5 добувачи. Значи, не сака, превозници исто така, имаме неколку. Значи, не сакаме да фаворизираме само една компанија, има простор за повеќе компании од сите сектори, за инсталации, за перманентно нешто градиме и се шириме, и за електроинсталации, за воздушни инсталации, за се и се што користиме што повеќе локални фирми, и мислам дека треба да бидат и они задоволни, дека го ценат тоа. Мислам дека се трудиме да бидеме крајно објективни и коректни, се надевам дека успеаме. Впечатокот е кај од контактите со луѓето дека е привилегија да се соработува со Amphenol, и мислам дека го дел задоволството и тие и вие со нив, затоа што претпоставам имате коректна максимално. Па ние со сите што соработуваме и тие биле коректни, затоа и соработуваме. Значи апсолутно не, јас сум благодарен на сите наши комитенти, партнери со кои што работиме, посебно на тие што уште од самиот почеток се со нас, значи веќе скоро 10 години, бидејќи кога почнувавме имаше многу сомнежи, тие што не поддржаа уште од самиот почеток, значи навистина огромна благодарност. Верува во вас. Да, и заслужуваат и наша доверба, а ние од наша страна се трудиме да бидеме коректни, тоа што го договориме го почитуваме. Можеби тоа што е најважно, плаќаме пред време, роковите за плаќање ги почитуваме унапред, што е исто така еден важен сегмент за ликвидност и за развојот и на нашите партнери, меѓутоа ние ги гледаме нив како наши партнери. Значи не ги гледаме нашите партнери ни треба долгорочно. Не е тоа еден процес кој што една година ќе соработуваме, па ќе успееме, да наметнеме ние од позиција на сила некакви услови и после тоа они не можат да прават развој.
и нема, генерално се губи смислата на партнерството. Значи, партнерски однос во кој што треба сите да бидат задоволни, сите треба да бидат да заработат во таа, и секој дека нашите партнери треба да заработат и да инвестираат и да се развиват. Тоа е целта. Ќе искористам ова прилика да ве прашам која е горната граница на развојот на Амфенол, дали тоа воопшто може да се дефинира или рековте пред малку долгорочно се работи, значи ќе диктира пазарот и вкупните состојби и на државно и на светско ниво. Па ние сме лимитирани со ресурсите пред се човечки што можеме да ги обезбедиме во овој регион. Значи тоа е границата. Тоа значи амбициите се многу поголеми. Да, инаку немаме, ја дури со некои проекти, вчера, синоќ имавме некои состаноци онлайн со наши партнери од странство, кои што размислуваат како можеме да го реализираме некој проект, и перманентно тоа го имам, ама малку сме конзервативни со оглед на тоа дека мораме да го обезбедиме растот и на тие што се тука проекти веќе. Размислуваме за други локации во Македонија, така да имаме повеќе опции. Во други райони мислите? Да, во други градови, во други места. Во потреба што се вели поработна рака. Да, така да од истата компанија Амфенол Македонија, Технолоджи Македонија, да можеме да почнеме проекти во други места каде што ќе можеме да имаме ресурси, но во исто време да го задржиме квалитетот и да обезбедиме квалитет и развој таму, да тоа го направиме предпазливо. И имаме стратегија, имаме како тоа би го правеле во наредните 3 години, 4 години. И тоа сега е се уште рано, тоа се сепак само интерни наши разговори, интерни политики, и не би ги обедил денева сега може да се злоупотребат. Стручниот кадар кој во изминатите 10 години растеше и се усовршуваше заедно со компанијата, најдиректно ги сподели своите искуства пред камерата на телевизија Кочани, за на голем број млади да им биде приемчив предизвикот својата професионална и екзистенцијална иднина да ја побараат токму во Амфенол и при тоа да се сигурни дека нема да сгрешат. На прашањето каков и колкав пат треба да се изводи од образовната теорија до фабричката практика, оперативниот менаџер на Амфенол Александар Велиновски со одговор. Па би рекол, значи, дека тука е варијабилно, значи, зависно од степенот на образование и типот на образование кој што претходно е стекнато и зависно од пазарот труд или ние како компанија на кој што бараме, професијата, значи, или квалификацијата, значи, која што е потребна. Така да, значи, од самата, значи, образовна теорија се почнува со некоја база, која што, значи, е битен фактор, значи, да се почне со работа, значи, во компанија како што е Амфенол Технолоджи Македонија, значи, понатаму побитниот дел или сегмент се сведува на практичната работа и на интегритетот, значи, во самата компанија, преку континуирана практична работа за почеток и после, значи, натаму што стекнување на квалификации, значи, и стручност во областа или сегментот, значи, кој што се работи, значи, во самата компанија. Така да во тој дел, значи, би спомнал во делот, значи, на пракса или на самата работа, битен сегмент е самото менторство и начинот на кој што ќе се почне, значи, со самата работна задача во одреден сектор, зависно, значи, од потребите и задачите кои што се тука, и секако од индивидуата кој што, значи, претходно ги има, значи, тие стекнати теоретски знаења, значи, од самата образовна институција и типот на образование кој што го има стекнато претходно, и натаму се оди и се надоградува, значи, со континуиран пристап на работите да со стручна или специјална, значи, обука која што се изведува од менторство, значи, на самиот оддел и со однос, значи, со нашиот
сектор за човечки ресурси. Понатаму сето тоа значи се пренесува значи у самата работна единица, значи одделение и соодветно понатаму се надоградува секој еден вработен значи во нашата компанија. Народски кажано, тежок ли е, долг ли е тој пат за да може она човекот кога ќе влезе, стручно лице кога ќе влезе во компанијата, да ги прими сите тие нови искуства, сознание, технологии и така натаму, за да може да се вклопи целосно и максимално и како што рековме претходно со директорот, да размислува нели иновативно и да гради кариери. Па секако значи и тоа значи зависи од претходното искуство или значи неискуство, значи ако се доаѓа директно значи од теорија, значи од образование директно значи на работа, но сето тоа значи може да биде помалку или повеќе зависно значи од стручноста значи или самата специјална работна позиција значи на која што се работи. За сите значи ние работни позиции кои што ги имаме се има значи одреден временски период и сегменти кои што треба да се поминат за да може да се добие таа базична стручност. Понатаму сето тоа се значи развива како што реков со тие специјални обуки, тимска работа и дух кој што се ствара значи во самиот оддел и секако значи во склоп значи на целата компанија. Аргументиран и самоуверен одговор следуваше и на прашањето дали високите технологии и стандарди ги изедначуваат со светските достигнувања во оваа напредна индустрија, односно дали секој овдешен стручњак може успешно да работи во било која фабрика во светот. Па да, би рекол, значи, поради тоа што имаме ние тука некоја варијабилност или диверсификација значи на производни единици и сегменти кои што ги работиме значи во склоп на Amfenol Technology Македонија. Поготово значи јас доаѓам во делот на автомобилски сектор и до производство на кабли. Ние може значи да кажеме дека сме на исто рамниште, некаде повеќе или помалку зависно значи од сегментот или ланецот во кој што се наоѓаме значи во тој автомобилски сектор. Така да со технологијата и капацитетот кој што го имаме тука моментално и кој што го градиме континуирано, можеме значи слободно значи да кажеме дека може да се носиме со конкуренција, па дури значи и со тие напредни компании кои што се значи во истиот сегмент. Врз база на вашите искуства, сигурно дека е валидно да препорачате дека во Amfenol млади стручни лица може да најдат успешна средина во која можат да напредуваат и да градат кариера. Секако јас со драга волја ќе би кажал дека и би ги мотивирал младите луѓе помлади од мене, јас сум секако млад. Би кажал дека слободно можат значи да аплицираат, да работат на себе си од смисла значи при самото образование, од средно па потоа и високо образование, значи да целат на тоа што сакат да го постигнат и да имат претежно или афинитет кон технологии, кон индустрија, повеќе значи да бидеме насочени кон тие технички струки, да не ги занумеруваме сите останати кои што ги имаме значи тука ние како сегменти и да работат на само надоградба значи на стекнување значи на техники и вештини и со самото тоа значи при влез во нашата компанија ние ќе дадеме се од себе си значи сите тие идни кадри да бидат интегрирани и да го дадат својот потенцијал во нашата компанија. Тоа значи дека ќе најдат на соработници, на колеги во кои ќе имаат поддршка во нивната понатамошна работа. Комплетно. Мислам дека целиот тим значи тука комплетно и така целосно се работата, да. Од самиот почеток па се до крај значи на тоа практиканство или менторство да се изврши значи во максимални можни мерки. Како да се биде менаџер, оперативен менаџер во компанија со 2800 околу 2800 вработени? Па би рекол дека е захтевна значи таа работа. Јас за себе си би рекол дека јас сум моментално значи некаде година време сум оперативен менаџер на една од производните единици,
БК Електрони, кој што во склоп на овој автомобилски сектор и кој што брои од прилика 1400 вработени во тој целиот сегмент, значи од 2800 вработени. И самата работа си тражи посветеност, напорна работа, тимска работа, нормално со многу сектори и наши колеги со кои што треба секојдневно да се следат самиот производен процес, самите перформанси и континуирано да работиме на надоградба на начинот на работа на нашите колеги и со тоа да ги постигнуваме резултати кои што се очекуваат од нас. Првенствено секој за да се задоволат клиентите. Дали резултатите од таа работа се видливи, дали напредокот е тоа што ве мотивира постојано да одите напред и напред? Од година во година, секако резултатите со континуиран раст, тоа е стимул и мотивација за мене и секако за целиот колегиум кој што го имаме тука, да продолжиме со таа напорна работа, посветеност и да бидеме тој еден репер во оваа индустрија, тука регионално, па и на државно ниво. Менаџерката за човечки ресурси Десанка Јованова со дефинирана професионалност ги прокоментира системските и тимските достигнувања во Амфенол, каде секој ново вработен се чувствува во сигурна средина која му дава подкрепа кон остварувањето на своите амбиции и лични квалитети. Како профил на високостручен кадар е вклучен во креирањето и функционирањето на совкупните процеси во Амфенол? Amphenol Technology Македонија е производна компанија во делот на автомобилската индустрија и телекомуникации. Специфичноста на производниот процес бара високостручен кадар од областа на техничките струки. Во нашата структура имаме машински и електроинженери, но исто така имаме и стручен кадар од другите технички профили и струки. Но за да биде целина која што може да функционира безпрекорно, покрај овој стручен кадар, во нашата структура постојат и кадри од делот од областа на економијата. Кога збореме за овој вид на профил, збореме за економисти. Тоа се лица кои работат во секторите за поддршка на производниот процес, како што е логистика и планирање, сметководство и финансии, набавка и администрација, човечки ресурси и транспорт и шпедиција. Во делот на човечки ресурси исто така имаме и правници кои го работат овој дел. Покрај формалното образование кој што го поседуваат нашите вработени, тоа се пред се интелигентни луѓе кои имаат можност и превземаат одговорност во секој во делот на своето работење. Тоа се луѓе кои што имаат иницијатива за подобрување, имаат идеи за подобрување и успешно го спроведуваат сето тоа. Благодарение на стручниот кадар на Амфенол се постигнати сите успеси до сега и се стремиме кон нови предизвици. Значи, во кои насоки и до кој ниво може да се градат индивидуални кариери? Во нашата компанија индивидуални кариери може да се градат на повеќе нивоа. Имаме можност за унапредување на средно и високо менаџерско ниво. Најчесто интерно се унапредуваат вработените. Секој што добро го познава производниот процес, полесно може да премине на позиции од средно ниво на менаџерство. Пред се овде станува збор за позиции како што се техничар за квалитет, имаме тим лидери, супервизори, тренери и референти во делот на логистика, референти во делот на човечки ресурси и референти во делот на сметководство и финансии. На високо менаџерско ниво имаме пример од вработени кои со години се со нас и започнале од најниско ниво во производниот процес, па се издигнале кон врвни менаџери. Затоа мислам дека пред се Амфенол нуди можност за напредок и има можност за секој што ќе се вработи да се докаже и покаже. Какви искуства во изминатите десетина години имате со создавањето на тие кариери? Дали млади луѓе се вклучени во сето тоа и докаде можат да напредуваат? Да, секако
Amphenol Technology Македонија е предизвик пред се за младите луѓе, за луѓе кои сакаат да оформуваат своја кариера овде, да се унапредуваат стручно и да можат да ги градат своите професионални кариери. Имаме вработени кои што започнале, нели, како што кажевме, од најниски нивоа, па постигнале многу повисоки позиции во производниот процес, но пред се тоа е иницијатива и од нивна страна, а и од наша страна која го препознала тај момент на желба за напредок. Покрај тоа што самите тие имаат желба, имаат некое формално образование, најчесто е потребно стручно доусовршување. Стручното доусовршување го градат преку нашата фирма. Значи, имаме обуки кои што се спроведуваат во нашите фирми сестри, имаме обуки кои се спроведуваат на локално ниво, кои ги праќаме на различни доусовршувања и сето тоа подпомогнало тие да се издигнат кон повисоки позиции и да ја оформат својата професионална кариера. Тоа веројатно е корисно и во професионалниот живот, затоа што кога човек се дефинира, се оформи како комплетен професионалец, верува во себе и знае дека може да направи многу и за себе и за општеството во кое живее. Да, секако и тоа е дел од таа поддршка што ја имаат вработените овде. Сето тоа, како што кажав, го препознава фирмата, го препознава тој потенцијал и многу успешно ги поддржува своите вработени кон нивните идеи. Така. Овде секој вработен наидува на еден добар тим кој е подготвен во секој време и во секој поглед да му помогне да оди напред. Да, тимската работа е клучен фактор во креирањето на кариерата и тимската работа е многу значајна за секој да може да се издигне и да му помогнат во професионалниот пат. Да. Доколку немаме тимска работа, нема да можеме да ги постигнеме моменталните резултати. Да. Може би не е во вашиот сектор, но дали имате примери, например, вработени со и високостручни и од другите профили да доаѓаат со идеи, иновативни решенија кои потоа ги разгледувате и евентуално ги имплементирате во функционирањето на Amphenol? Да. Значи, ние имаме систем за имплементација на идеите и решенијата што ни се дадени од страна на нашите вработени. Имаме систем преку кој секој анонимно или со свое име и презиме ќе ја даде својата идеја во сандачиња за предлози и пофалби. И сега секој предлог се разгледува од претпоставените. Доколку има можност за сето тоа да се имплементира во производството, се разгледува на кој начин може, се контактира лицето за да помогне во реализацијата на таа идеја и истото се спроведува. Сигурно дека сите вакви успеси, да ги еден збор кажеме, се влегуваат во севито на секој поединец за да потоа и тој чувствува своји бенефити. Да, секако. Луѓето кои што покажуваат иницијатива за подобрување, луѓето кои што имаат идеја за подобрување и сакаат да се вклучат во целиот производен процес, ни се многу значајни. Најчесто тие луѓе ни помагаат за клучните идеи и за подобрување на целиот процес. Оперативниот менаџер во деловната единица Конексус Зоран Данилов нема резерви дека Amphenol е првата и најдобра шанса на секој млад човек кој има амбиции да ја гради својата индивидуална кариера во функцијата на тимската работа. Дали високите технологии и стандарди ве изедначуваат со светските достигнувања во оваа напредна индустрија? И дали вие како стручњак можете да работите во било која фабрика во светот? Добро, ние како ATM или Amphenol Technology Македонија сме дел од Amphenol корпорацијата, која што е глобална мултинационална компанија со преку 90.000 вработени и присутна на светскиот пазар и нормално дека сите производи и барања на пазарот треба да ги исполниме. За да ги исполниме тие барања треба да користиме најсовремените техники, технологии и нормално примена на сите стандарди кои што се важички во таа индустрија. Тоа значи дека за да обстанеме во тој пазар, ние мораме да ги почитуваме нив
А чим ги почитуваме и сме интегрирани преку АТМ во Амфенол, тоа значи дека сме на истото ниво, како сите светски компании. И воедно, јас би сакал да кажам дека не само што сме на исто ниво, него ние партиципираме во дигањето на тие критериуми, затоа што самите, како да кажам, идеи, подобрувања, намалување на трошоци, изголемување на ефикасност, сето тоа донесува резултат кој што потоа станува критериум за некој друг. А така да мислам дека ако на ова се стави знаењето кое што тука ние во кампусот на АТМ го имаме, значи 7 различни бизнес единици со искуство од 7 различни области кои што се дели меѓу себе. Присуството на технологијата која што е најсовремена, тоа е секако. Пристапот до знаењето на таа глобална компанија и надминување на некои си јазични бариери, бидејќи целокупното работење надвор од АТМ е на англиски јазик, секој од нас може да партиципира било каде во светот во таа индустрија. Тоа не е спорно. Бидејќи ние сме веќе интегрирани во тој систем, каде и да сме, ние со тој начин на работа ќе успееме. Да. Кога би биле 10 години наназад, дали би повторно тргнале во предизвикот наречен Амфенол како млад човек, стручњак кој би сака да создава своја кариера и да напредува пред се во професијата? Апсолутно. За успех се потребни неколку работи. Една од најбитните е да работите во средина која што е отворена на нови идеи, отворена за препознавање и ценење на вредности, отворена за мотивација и прогрес на своите вработени, за да може да постигне уште поголеми успеси. Така да, пак ќе кажам, оно што го нуди АТМ во рамките на нашиот град, општина и во Македонија, е секако нешто што секој млад човек треба да го искористи ако сака да напредува во оно што сака да го работи. Значи, отворени врати за сите и можности за секој. Предпоставам дека и во производствените хали и воопшто во целокупниот работен кадар има една тимска атмосфера која овозможува на секој почетник, би рекол, да добро да зачекори во професијата. Апсолутно. И успешно. Наша цел е да секој што ќе дојде првично да биде, да му се даде време да се адаптира на новата средина, а после самата адаптација да почне да креира додадена вредност, односно да ствара нешто што значи поголем квалитет, поголеми перформанси на целото наше работење. Така на сите нас интерес е тоа првичен и мислам дека во АТМ се препознаваат тие вредности, се работи на така наречена идеја менеджмент, значи сите вработени имаат право да дадат допринос во подобрување на нештата. Ние имаме некој систем на наградување, систем на избор на најдобар работник, најдобар предлог и сето тоа се валидира со некој лична бенефиција на вработениот и нормално се чувствува добро затоа што придонесло за да се надоградиме сите ние. Така да мислам дека апсолутно добра, здрава средина во која може секој да екзистира и да напредува. Во еден претходен систем да се биде вработен во РУЕН беше некаква привилегија. Сега, предпоставам, тоа е уште повеќе изразено да се биде дел од Амфенол. Каде ја гледате иднината? Дали ова компанија може и понатаму да се развива и да биде пример, да биде носител, да биде стожер пред се на стопанството и во Кочани, но и во државата? Секако, значи топ менеджментот на АТМ е насочен кон зголемување на бројот на нови проекти, на проширување на деловните единици кои доаѓаат кај нас. Тоа значи нови знаења, нови предизвици, нови можности за учење и нормално дека во една таква средина патот е само према горе. Значи немаме опција за друго, бидејќи условите се така. Да. Значи ние сме, пак ќе кажам, дел од една глобална средина која што совршено организирана на светски начин, значи не е локална фирма, не ќе да вреѓам никој, меѓутоа организирана на светски начин, се пратат некои индикатори кои што се светски во бизнисот, значи нема импровизации, сето оно што се прави да биде добро, квалитетно, а се со цел да добиеме поголеми резултати, така да апсолутно е добро. Ние се трудиме да бидеме атрактивни како работодавачи,
разни активности се спроведуваат во таа смисла, така да мислам дека сме атрактивни и дека така треба да продолжи. За градоначалникот Лјупчо Папазов е исклучителна привилегија во стопанството во својата општина да има локомотивата Амфенол која повлекува долга композиција стопански субјекти, потекнувајќи го на тој начин нивниот развој. На прашањето што компанијата Амфенол Технолоджи Македонија значи за локалната економија, со атрибутите најмногу вработени, најголем извоз, Папазов со одговор. Ова година се навршуваат 10 години од почетокот на работата на компанијата Амфенол. За среќа на општината, најнапред се запре процесот на иселување на работоспособното население од територијата на општина Кочани, се намали миграцијата во останатите општини и, што е многу важно, компанијата Амфенол игра важна улога и во абсорбирањето на слободната работна сила и од околните населени места од истокот. Истата компанија обезбедува соодветна просечна плата, која се движи по мои сознанија околу 450 евра, што е солиден буџет за едно семејство, особено ако има по двајца вработени од истото семејство, потенцијални основи за екзистенција на голем број семејства на територијата на општина Кочани и одреден буџет кој се троши во останатите стопански гранки во градот или општината. Се изградија многу нови производни погони кои ги користи компанијата Амфенол, за кои плаќа закуп и по кој основ се остваруваат приходи за странните компании кои се даватели на услугата за закуп. Значи, во целина земено се работи за сериозна компанија која се ближи до бројката од 3000 вработени, која создава нова вредност во државата, создава буџет кој го дели преку платите на своите вработени, плаќа одредени и давачки, обезбедува работа за неколку помали ситни компании кои ги дават услугите на дневна основа. Сметам дека за перспектива и за наредните очекувам повеќе од изминатите 10 години ќе носи многу бенефити за општина Кочани. Дека соработката е одржлива, кога е взаемна, Папазов има своји аргументи за прашањето што прави општината за Амфенол и какви форми на соработка се остваруваат. Општина Кочани прави сериозни напори во обезбедување на комплетните услови за непречено функционирање на оваа компанија. Сега сме во обврска заради новите поставености околу пристапните патишта околу самата компанија за изработка на урбаничка документација која ќе овозможи пристапен пат со ново сообраќајно решение за да непречено функционира приодот на вработените со колективните средства за превоз и со индивидуалните возила да приоѓаат на компанијата, во исто време и возилата кои ќе прават дотори и испорка на готовите производи, исто така да имат по соодветни сообраќајни решенија пристапи и одвоз на материјалите од оваа компанија. Очекувам, како што реков, дека ќе трае ова подолг период, ќе носи бенефити за општина Кочани и ќе абсорбира дел од работоспособното население се уште на територијата на општина Кочани. Обележување на јубилеот 10 години успешна работа, која ќе се случи во октомври годинава. Сумираните резултати од сите аспекти се најдобра најава дека реализираната декада всушност е нов потик за уште позначајни остварувања кои ќе донесат дополнителен бенефит првенствено за вработените, а секако и за градот, државата.